Пратеникот на СДСМ Мухамед Зекири од специјалното јавно обвинителство побарал да ги преслушаат снимките и во нив да се види дали има разговори од поглаварот на исламската верска заедница. Причината за тоа е што според Зекири, Сулејман Реджепи ги продавал визите за аџиите и покрај тоа што Саудиска Аравија ги давала бесплатно. Зекири овие тврдења ги подкрепува и со извештајот од Стејт Департментот за 2013 во кој е регистрирано дека Реджепи бил близок на тогашната владеачка гарнитура. Значи, ние се боревме за Македонија едно општество каде што никој не може ни не смее да биде над законите. Ние таа политика и таа визија наша ќе продолжи. Ова е во таа функција. Не сакаме никој, ниту верските водачи да мислат дека се заштитени мечки и дека се над законите. Они треба да работат согласно законите на земјава и не смееме да дозволиме некој да ги злоупотребува верниците или да работи на нивна штета. Меѓу другото, Зекири обвинува дека Реджепи, исламската верска заедница ја претворил во пашалук каде ги вработил своите најблиски, а не вистинските верници кои навистина ја сакаат таа институција. Кога преди извесен период Зекири во законодавниот дом ова прашање го постави пред премиерот Заев, со реакција се јави и поглаварот Реджепи, кој во телефонска изјава за 1 ТВ истакна дека автономноста на верските заедници е неприкосновена, а на Зекири му порача да ги гледа своите, а не надлежностите на ИВЗ. Тајни работи во исламска заедница нема, господине. Да знаете еднак за секогаш. Се што е, тоа е јако трансparentно. Иако што ние сме одвоени од државата. Нека тргнуваат од МПЦ па надолу. Втора да видиме ние, трета католичка црква, четврта методистичка, пета еврејска заедница. Што го мачи Мухамед Зекири? Не е припадник на исламот тој. Што го мачи? Што он се врти околу исламската заедница? Зекири под знак прашалник ја стави и легитимноста на изборот на Реджепи, бидејќи според него тој на чело на институцијата дошол насилно и со оружје, за потоа да го смени уставот на ИВЗ и наместо да има мандат од 4 години се прогласил за доживотен лидер на исламските верници во Македонија. Пред непол месец премиерот Заев вети дека во сите верски институции ќе влезат државните органи кои се задолжени за откривање на финансиски криминали и малверзации.